Почитувани гледачи, вие сте со саботното издание на регионалните вести. Во нив ќе гледате: Тетовскиот говор детално објаснет во новото дело на тетовчанецот Дарко Гавровски Гавро. Приказната на Елиеса Асани оѓа во муфтиството во Гостивар, кој чита по 100 книги годишно. Снегот овозможува заштита на житните култури. Каква е општата состојба со земјоделието во регионот? Тетовчанецот Дарко Гавровски Гавро ја издаде книгата Тетовскиот говор, во која детално ги објаснува сите познати тетовски лафои. Се работи за богато издание кое содржи граматика на тетовскиот градски говор со етнолошки и историски осврти. Гавровски е посебно горд на ова негово обемно дело, за кое добива низа пофални зборови од тетовчани. Од све книги на светов, оваа за тето и незините лафои е најбогата и најубава. Тетовчанецот Дарко Гавровски Гавро го издаде делото кое представува енциклопедиски речник и граматика на тетовскиот градски говор со етнолошки и историски осврти, насловен Тетовскиот говор. Гавровски го подготвувал ова дело 22 години, половина од својот живот. Вели дека го направил од љубов кон Тетово, за да се одолжи на предците и да остави аманет за идните генерации. Од печат веќе излезено, тетовчани веќе знаат, делото Тетовскиот говор, кој што е дело на 650 страници со граматика и речник од 9169 зборови, кои ги користеле и ги користат тетовчани. Ново дело е работено од 97-98, првите карти се правени, слики, така да еве над 22 години од 44 колку што имам јас, или половина живот е работено на оваа книга, и е најлуксузното и најдетално издание за било кој говор во македонскиот диалектен корпус. Значи, постојат веќе објавени дела за кичевскиот говор, кукушкиот говор, но ова одговорно тврдам е најлуксузно и најдетално научно образложено дело за било кој говор, така да тетовчани има со што да се гордеат, и мислам дека е книга која не е тетовчанец тој што нема да ја има дома. Гавровски истражувал, запишувал, разговарал со низа луѓе кои му раскажувале за користењето на зборовите во говорот, како и многуте места во градот кои веќе не постојат. Во ова негово дело, Гавровски успеал да ги вметне сите познати податоци и за занаетите, обичаите, традициите во Тетово. Со еден збор создал вистинска енциклопедија за градот. Ова енциклопедија е повеќеслојна и освен што е лексиката во секој збор, значи дали граматичката определба на секој збор или етимологијата, надодадено е и историското и етнолошкото значење на повеќето зборови, значи затоа и со етнолошки и историски осврти, каде што ги има и обичаите, адетите, например свадба како одредница, нема само свадба, вид на прослава. На две страни, адетот како било во четвртокот што се правело, во петокот, во саботата, во неделата. За слава, за Великден, за Василица, историски осврт има сите занети, кој бил последниот занет, чија првиот занет, од кога се споменува тој занет во Тетово, кои биле делови на облека, на носија, алати, делови на самарот, начин на изработка на конопно платно, целиот процес, начин на работа на разбој, со деловите на разбој, значи, буквално книга во која што би уживале и етнолози и историчари, зашто има голем број податоци кои не се објавени во ниедна друга книга. Гавровски е автор на познатата Ја го љубим Тето. Преку ова негово дело, авторот уште еднаш ја докажа својата љубов кон градот под шара, кој е карактеристичен по многу нешта, а особено по, како што вели тој, мекамлиото зборење. Елиеса Асани оѓа во муфтиството во Гостивар е пасиониран читател, кој речиси секој момент од слободното време има книга во раце. Неколку години поред си поставува цел, која досега ја исполнува. Чита по 100 книги годишно. За тоа какво богатство се книгите не треба да се објаснува. И најмалите деца знаат дека читањето носи магија и возбуда во животот.
ни го размрдува умот, ни ги отвора видиците. Од Гостивар ни доаѓа добар пример за тоа колку и како може да се сакаат книгите. Елиеса Асани е пасиониран читател, кој речиси секој момент од слободното време има книга во раце. Асани е оđа во гостиварското муфтиство, човек со многу обврски, но тоа не го спречува да најде простор во своето секојдневие за читање. Неколку години поред си поставува цел, еден вид предизвик, да чита по 100 книги годишно. Dymi edimlitën fillova edhe të evidentoj librat që lexoesha brenda vitit. Книгите од секогаш ми биле хоби. Од 2012 година почев да водам евиденција колку и кои книги ги читам. Во 2017 одлучив да си поставам предизвик да читам што повеќе и тогаш стигнав до 70 книги, а потоа во 2019 до 100 книги и така продолжи филани. Сакам тоа да ми стане навика до крајот на животот, 100 прочитани книги годишно. Успевам да ме наџирам со времето и постигнувам. Не можам да опишам какви се предности ми носи читањето, во врска со градење на ставови, мислење, перцепции за сите нешта. Книгите што ги чита се со најразлични содржини, верски, од областа на психологијата, медицина, наука, романи и така натаму. Освен на турски, кој му е мајчин јазик, чита на албански, македонски и арапски јазик. Сето тоа го прави со план, односно претходно подготвува листа со наслови за годината што следува. Асани со своето хоби дава пример за помладите генерации. Libri, libri ajo të thënë që përbohet nga letra. Апелирам посебно до младите да читаат што повеќе, затоа што придобивките од книгите се многу големи. Во денешницата има опција и за оние кои немаат многу време. Технологијата овозможи аудиокниги. Само треба да си има добра волја, како што на телото му треба храна, на душата и требаат книги. Еден писател рекол: кога имам пари, купувам книга, а со парите што ќе ми останат, купувам храна. Асани има завршено додипломски студии и магистратура на теолошките факултети во Анкара и Бурса, Турција. Повеќе пати ја представувал Македонија на традиционален меѓународен надпревар за читање на Куранот и го освојувал првото место во категоријата убаво читање. Снегот е погоден за житните култури кои во овој период се најзастапени. Преку снежната покривка културите се заштитени, иако има некои кои негативно реагираат на ниските температури. Од Оделението за Полошкиот регион на Агенцијата за поттикнување на земјоделието информираат и за општата состојба во земјоделството во време на пандемија. Најзастапени во овој период се житните култури, а за нив најпогодно е да има снежна покривка. Во Полошкиот регион се појавија снежни врнежи, но не во доволна количина за таа снежна покривка да се оствари. Снегот е погоден за овој период бидејќи ги чува културите од измрзнување. Од Оделението за Полошкиот регион на Агенцијата за поттикнување на развој на земјоделието вела дека земјоделските култури различно реагираат на ниските температури. Иако знаеме кај житариците има одредени култури кои што издржуваат и до минус 20 степени, но одредени култури на минус 9-10 страдаат. Затоа е многу подобро и погодно е за житните култури во овој период да имаме, кога имаме ниски температури, да има снежна покривка. Се разбира и таа снежна покривка да не биде и премногу голема, затоа што и кога имаме големи наноси на снег, доаѓа исто до задушување, па тогаш треба исто така да се реагира со обично знаеме во случај кога е ниски температури и горниот дел на снегот замрзнува и се менува климата во испод самата таа покривка и доаѓа до задушување на културата. Пандемијата погоди многу сфери на општествениот и професионалниот живот, но каква е состојбата со земјоделието? И земјоделците се малце не се како и други, да речеме, индустрии врзани со контакти на терен во своите ниви може слободно да излагаат, се ги вршат своите активности онака како што налага временските услови и се разбира сезоната за која култура и за кои операции треба да ги извршуваат на самите нивни стопанства.
Од оделението на агенцијата, изминатиот период работат по систем на ротација и поретко се упатуваат на терен заради заштита од ширење на вирусот, но постојано се во контакт со земјоделците за да ги информираат за сите новитети и вести и да дадат насоки и помош на оние на кои им е потребна. Се повеќе припаднички на понежниот пол бараат разубавување кај дерматолозите. Во поново време и мажите ги користат нивните услуги, но најчесто оние кои имаат проблем со прекумерното потење. Трендот на естетска дерматологија е во постојан пораст. Се повеќе жени бараат разубавување. Младите се заинтересирани за филер третман за зголемување на усните и корекција на носната силуета. Постарата генерација е заинтересирана за корекција на брчките на лицето, вели примариус доктор Коста Цветковиќ. Значи филерите се и ботоксот, нели, се голем хит во светот. Во последните 10 години е настана таков бум во производство на филери и ботокси да ми се чини ниедна медицинска гранка толку големо производство на производи нема колку што се овие средства за естетски подмладување на човекот. Голем број од луѓето не ги разликуваат ботоксот и филерите. Ќе почнеме прво со ботоксот, значи тоа е една течност која се става над самата брчка. Се убризгува и ботоксот се фаќа за мускулот, за мускулното влакно. Што прави ботоксот? Јас ликовито ќе објаснам на пациенти, на гледачите, прави изолација на електричниот импулс кој доваѓа до мускулот. Значи, пуштаме електричен импулс, се грчи мускулот. Пуштаме друг електричен импулс на оваа група мускули, он ја исправа руката. Истата процедура е горе. Значи, се боцка на самата брчка и не допушта грчење, правење гримаси на лицето. Ботоксот се убризгава на повеќе регии во човековиот организам. Луѓето кои највеќе ги бараат се челото, брчките на чело, брчките меѓу вегите, брчките од страната на очите, мала корекција на падот на устата. Филерот што е? Филерот е хиалуронска киселина. Тоа е една киселина која во организмот природно самиот организам ја има. И таа хиалуронска киселина, својството нејзине да вржува вода. Значи, една молекула од хиалуронска киселина вржува 50.000 молекули вода. Што значи тоа? Кај што ќе ставиме хиалуронска киселина, он ја врзува водата и добиваме јагодици, ги пуниме назолабијалните брчки, брчките од носот до устата, ги пуниме устните, горната и долната устна, разни дефекти на тело, на лице и така натаму. Во поново време се увиде дека филерот и ботоксот можат да најдат примена и на други места освен на лицето. Еден таков пример е ботоксот под пазуви, на дланки и стапала, за оние луѓе кои имаат мака со прекумерно потење. Многу често боцкаме за против потење. Под пазуви боцкаме ботокс. Што прави он тамо? Ботоксот се ги смирува мускулите на потната жлезда. Потењето, покрај секоја потна жлезда има мускулче кој ја контрахира потната жлезда и затоа се потиме. А кој ќе набоцкаме ботокс, не дава да се контрахира потната жлезда и нема потење во таа регија. Истата процедура е и за дланки, нели, на луѓе, има луѓе кои дланките при возбуда и така натаму почнаа да се потат, и истата процедура и на ноги. Доктор Цветковиќ советува ваквите третмани да се прават исклучиво кај стручни лекари, затоа што неправилното аплицирање на ботоксот или филерот може да има и несакани последици.
Угостителски објект во Тетово работел по дозволеното време. Следуваат деталите од полицискиот билтен за случувањата во изминатото деноноќие. Вчера околу 21 часот полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 55 годишен тетовец, чиј угостителски објект на улица Иво Лола Рибар во Тетово работел по дозволеното време и во него престојувале 10 гости. Тој бил задржан во полициската станица Тетово и по расчистување и документирање на случајот ќе му биде изготвен поднесок согласно член 206 од Кривичниот законник за непостапување според здравствени прописи за време на епидемија. Угостителскиот објект е времено затворен од Државниот пазарен инспекторат. Вчера пак во 21 часот и 30 минути во Гостивар од страна на инспектори од Оделението за недозволена трговија со дрога и оружје при надворешната канцеларија за криминалистички работи Гостивар лишени од слобода се 30 и 20 годишник од Гостивар, како и 19 годишник од село Горна Бањица Гостиварско, поради постоење основи на сомнение дека извршиле кривични дела, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции, прекурсори и овозможување на употреба наркотични дроги. Имено при преглед кај 30 годишникот биле пронајдени 5 пакувања кокаин, кој сакал да им го продаде на другите двајца. Сите тројца биле приведени во полициска станица Гостивар и по целосно документирање на случајот против нив ќе биде поднесена соодветна пријава по член 215 и член 216 од Кривичниот законник. СВР Тетово поднесе кривична пријава и против 59, 53 и 86 годишник, сите од село Нераште Тетовско, поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело пренесување заразна болест. Пријавените лица не ги почитувале мерките за изолација, согласно решението издадено од страна на Државниот санитарен и здравствен инспекторат. Од секторот за внатрешни работи Тетово известуваат и за откривање на странски државјани кои непријавени престојувале на подрачјето. Следува статистиката за минатата 2020 година. Секторот за внатрешни работи Тетово и минатата година 2020 продолжи со редовни акцијски контролни активности за откривање и законско санкционирање на лица странски државјани кои непријавено престојуваат и работат пред се во угостителски објекти на подрачјето или го злоупотребуваат туристичкиот престој. Во овие активности вкупно биле откриени вкупно 124 претежно женски лица, 99 во Тетово и 25 во Гостивар, од кои 41 од Република Србија, 40 во Тетово и 1 во Гостивар, 38 од Република Албанија, 20 во Тетово и 18 во Гостивар, 13 од Република Косово, 8 во Тетово и 5 во Гостивар, 9 од Украина, 8 во Тетово и 1 во Гостивар, 7 во Тетово од Република Бугарија, исто толку во Тетово од Босна и Херцеговина и Русија и по едно од Молдавија и Шведска. Најмногу од откриените странски државјанки лани биле ангажирани како пејачки, танчерки или придружнички и го злоупотребиле туристичкиот престој, а некои од нив и непријавено престојувале на подрачјето, на сите изготвени им се соодветни поднесоци и тие се соочиле со законски предвидените санкции, со парични глоби и со депортирање во нивните матични држави.
Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вашето внимание и имајте пријатен викенд.